Кирил Стојанов утрово стигна на местото каде што беше најлоша ситуацијата со поплавите. Таму го имаме и градоначалникот на општината Студеничани, па Кире повели, претпоставам дека е безбедно штом сте на мостот на Маркова река. Така, Јованеве, добро утро од село Батинци. Мостот на кој што ние во моментов стоиме е безбеден за проаѓање пешаци, меѓутоа е затворен за проаѓање на автомобили. За тоа дали ќе биде проден во текот на денот ќе треба да се направи и експертска анализа, затоа што од надојдената вода има оштетување на самиот мост кој што се забележуваат. Токму селото Батинци беше едно од селата погодени од излевањето на Маркова река во текот на доцните часови синоќа. За тоа како се одвиваше целата состојба, каква е во моментов, ќе зборуваме со градоначалникот на општина Студеничани. Градоначалник, вие бевте синоќа речиси цела вечер на терен, ние разговаравме и утрово со вас. Како се одвиваше целата состојба, кога дојде до излевање на реката и во каква состојба е во моментов? Синоќа беше ситуацијата многу критична. Имаше многу голема вода надојдена во Маркова река. Цело време заедно со екипите од општина Студеничани, со советникот, бевме на терен. За среќа немаме некои жртви вака, меѓутоа голема вода, има поплавени многу куќи што се покрај реката. Во многу дворови има се прелеано водата. Има сега во куќи навлегувана, доле една куќа и овде има неколку куќи кои што имат големи штети претрпени. Сега за сега немаме некоја точна проценка колку е штетата, меѓутоа се што е материјално може да се надокнади. За среќа немаме ни жртви ни така. Катастрофа беше, многу голема количина на водата. Се обидуваме прво со нашите сили да интервенираме, активиравме неколку градежни фирми од нашиот рајон, што од се срце им се заблагодарувам на сите тие што веднаш искочија на терен, интервениравме да не се прелева повеќе реката. Во контакт сме биле цело време со Центар за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување. Така е редот, прво ние да се обидуваме со наши сили, па после, ако продолжуваше повеќе да се да надојде, че побаравме и помош од нивна страна, па и од владините институции. Сега за сега се гледа дека е стабилизирана. Синоќа заедно таму некаде до рани утрински часови сме биле на терен. Почна да падна нивото на водата. Сега прво што треба да направиме денеска, сме повикале да направиме една проценка на овој мост. Пошто синоќа заедно со полицијата, со граѓаните, ни се чини дека овој мост од едната страна има малку пропаднато. Меѓутоа сме повикале експерти да го направат проценката. После тоа ќе свикаме една хитна вонредна седница на Советот. Ќе видиме, зависи од проценката како ќе ни кажат, па после да донесеме одлука како да постапиме со овој мост. Со оглед на тоа дека ја гледаме водата, дека и сега, иако се наоѓа во речното корито, сепак е многу надојдена, сериозна количина на вода тече овде. Какви се вашите комуникации со институциите кои што треба да ви кажат какво време се очекува, дали може да се предвиди нешто во тој поглед и дали оние багери, целата таа механизација која што спомнавте ќе остане на терен и денеска за да се продолжи заштитата на населението на некој начин? Прво, од Центар за управување со кризи ни понудија дека ќе ни пуштат неколку машини, механизации градежни. Прво треба да направиме чистење од наносот што го донесе водата од речното корито. После тоа ќе видиме да најдеме некое подолго решение за овој проблем, пошто ова река знае неколку пати вака од време на време да надојде во голема количина. Сега ќе видиме, ќе бидеме у контакт со сите институции, па ќе бараме да најдеме трајно решение за ова.
Началник, во текот на вечерта синоќа ние следевме што се случуваше, и вашиот колега од Кисела вода, Орце Георгиевски, имаше своји објави, има и други градоначалници. Денес имаше и град Скопје излезено со став за тоа околу тоа кој е надлежен за одржување на речното корито, чива надлежност е одржувањето на речното корито и може ли сега во едни вакви моменти да се зборува за тоа што можеше да се направи, што не се направи, а што ќе се направи за да не дојде до вакво нешто? Да, јас ќе кажам дека господинот Орце, градоначалник на општина Кисела вода, е меѓу првите што ми се јави и ми се понуди за помош, пошто ние сме две соседни општини и имаме добра соработка со нив. Вака, не можеме да кажеме сега кои се причините за вакви елементарни непогоди. Има многу причини. Сега надлежен, ние како општина сме рурална општина. Ние сме многу ограничени со буџет за да правиме едни вакви големи проекти. Сега јас кажав од почеток дека ќе бараме заедно и помош од владата да најдеме начин да направиме едно трајно решение на оваа речно корито. Ние со наши сили се обидуваме на неколку наврати, правиме чистење на речни корита и тука и во другите населени места, меѓутоа сме многу ограничени со потребите што ни се во голема територија имаме како општина. Сега кажав, прво е најбитно дека нема поголеми штети, овие штети што се случиле, ќе се обидуваме да се обезштетат, ќе бараме и помош од владата, меѓутоа најбитното сега, прва работа што треба да направиме е една акција да го чистиме наносот што го донесе водата. Прво мостот што ќе ни кажат стручните лица, па после натака ќе бидеме цело време у контакт со сите институции. Градоначалник, јас ви благодарам за разговорот, благодарам и на советникот Авни Билјали кој што беше денеска овде заедно со нас, уште од пред ова вклучување. Ние ќе се упатиме и до еден објект на куќа кој што имаше некако најсериозни штети од тоа. Ви благодарам за разговор, за споделените информации. На ваквите ситуации, значи не треба да правиме политика, туку треба да се помогнеме. Значи не е ситуацијата секогаш кога има жртви, после да плачеме. Значи на вакви ситуации треба да се помогне. Дали општина Студеничани, дали општина Кисела вода, дали општина град Скопје, сите имат работа тука. Значи, кога е за работа, за дриста, сите сака да бидат учесници на тоа. Значи, сега треба помош, не треба да гледаме политика. Политиката на страна нека биде сега. Тоа го замолувам секоја институција денеска. Да се надеваме дека заеднички ќе се работи, спомна и градоначалникот повеќе наврати, ќе се бара помош, спомнавте и вие дека општината нема многу своји ресурси, да се надеваме дека овие штети ќе престанат и дека ова нема да имаме нови излевања на реката овде. Пошто ризикот во Батинци, значи на почетокот на Батинци од горниот дел, значи тука се спојуваат две реки. Едната река доаѓа од Маркова река, што е едната река од горната страна. Значи и тоа веќе се правеше синоќа на ваква ситуација. Значи немаше премногу дожд во Батинци, него имаше на планини премногу дожд. И оттаму веќе се направише ситуацијата и доаѓаше надоле. Се случувало ли низ години назад повторно ваква состојба за тоа? Дали може би Маркова река го спомнате спојувањето за да дојде пак до излевање и до штети на новиот простор? Имаше и пред 5 години, мислам, да не се излажам точно сега. Ама повеќе што го спомнуваат 79-та, јас тоа не сум го стигнал. Значи 79-та бил што ги урнал 5 куќи во Батинци. Значи често пати се случува вака. Треба да се пазиме, треба да се работи, тоа е најбитно. Јас ви благодарам и на двајцата, ние остануваме овде на терен во село Батинци. Јас само пред да се одјавам од овде ќе го прочитам и ставот на Центарот за управување со кризи, тоест информацијата која што тие ја пратија. Центарот за управување со кризи Скопје известува дека поради врнежи од дожд во текот на доцните попладневни и вечерни часови дојдено зголемување на нивото на Маркова река, поради што истата е излеана преку мостот кај Љубош и низводно и е дојдено до поплавување на неколку куќи, магацини и индустријски објекти во селата Студеничани и Батинци, како и делови кон Пинтија. Исто така пријавено е поплавување на дел од
булевар Борис Трајковски кај населбата Пинтија, каде исто така имало пријави за поплавени магацини. Според информациите од лицето за контакт ЛС Студеничани, интервенираат службите со локалните фирми, а исто така на терен има и представници од Кисела вода. Во текот на ноќта на единствениот број за итни повици 112 добиени се и пријави, пријави за поплавени куќи во Горно Лисиче, општина Аеродром, каде што интервенира ЛС Аеродром. Исто така на поплавените места интервенираат и од јавните предпријатија на град Скопје. АМСМ известува дека непроодни се локалниот пат село Горно Лисиче према Долно Лисиче, општина Аеродром, и првиот мост во село Батинци, општина Студеничани, токму местото каде што ние се наоѓаме во моментов. Македонски железници известуваат дека железничкиот, патнички и товарен сообраќај од 22:50 часот е во прекин во правец на Лисиче и Драчево и обратно, додека патничкиот сообраќај се одвива преку станицата Трубарево. Тоа се сите оние информации кои што ние во моментов ги имаме овде од село Батинци, каде што во доцните часови синоќа имаше излевање на реката, како што спомна и градоначалникот и членот на Советот на општина Студеничани. Има и неколку поплавени куќи овде кои што имаат материјална штета. Она што повеќе пати го потенцира, за среќа немаме повредени или не дај Боже жртви во целата оваа ситуација. Во моментов зголемено е нивото на реката, меѓутоа излевање од речното корито нема. Добро, Кирил, мора да признаам дека многу ме бенди составот на советникот во однос на тоа дека не треба политиканство, треба да се реагира за да не дај Боже пак не бидеме затечени од ситуацијата, не дај Боже да има повредени или жртви, но има материјална штета, спомена и градоначалникот, спомена и ти. Поплавени куќи се дел од последиците од вчерашното нагло зголемување на реката. Предпоставувам дека за скоро ќе се вклучиш во живо од една од поплавените куќи. Така, Александар, ние овде од мостот, кој што во моментов е непрооден за возила, ќе се упатиме од другата страна до една од куќите кој што има најсериозни штети. Загрижен граѓанин овде дојде ни покажа едно видео од состојбата во дворот. Се работи за 10 члено семејство кое целата вечер морало да ја помине на отворено или да се снаоѓа кај комши и пријатели. Ние од овде ќе се упатиме натаму за да ја покажеме сликата и од нивниот двор и куќа. Да, тоа ќе биде убава порака за надлежните, бидејќи од она што, Кире, можевме да видиме, меѓу другото, во овие 24 часа се префрлуваше одговорноста кој е одговорен, кој не е одговорен. Град Скопје кажа дека не се одговорни, но не е ни Кисела вода, сепак е те помогнала како соседна општина во општината Студеничани. Затоа еве еден апел и од тебе, од терен, но и од нас, од Јован и од мене, сите кои што имаат механизација, Град Скопје има механизација, без оглед дали е одговорна или не е одговорна, да се упати тука да им помогне на жителите, затоа што не дај Боже ако се случи некаков хаос, потоа нема да биде ни важно кој е одговорен. Така да ти благодариме за ова и твоето следно јавување од местото каде што поплавена дел од куќите во Батинци ќе биде во функција да ги освестиме надлежните без оглед кој е одговорен, кој не е, за да видиме каква е сликата во живо. Така, Кире, те оставаме тебе и Славе да се упатите веднаш во домот на жителот кој што дошол да се пожали до вас. Ние како одговорен медиум, се разбира, ќе ја покажеме и сликата со цел да укажеме на опасноста од ваквите појави, но и се разбира да апелираме на помош. Веројатно тоа 10 члено семејство сега ќе има и неопходност од помош. А она што ќе го направиме за многу наскоро е и посета на управата за хидрометеоролошки работи. Нашиот колега Димитар Бабалков веќе се упати таму со цел да во детали се информираме за тоа дали може да се очекуваат нови врнежи од дожд, без оглед што не се на територија на Скопје и во близина на Батинци. Слушнавме во планинските делови на доаѓањето на водата е проблем кој што на крајот прави штета овде во котлината. Многу наскоро на овие две локации.